Се наоѓаме во Пробиштипскиот регион, поточно речено во селото Трооло, со околу 700 хектари плодно земјиште, 1200 хектари пасишта, со околу 80 куќи и околу 40 жители. Наминавме во ова село да го видиме селото и селаните и да видиме како и тие живеат. Еве, Марко, дојдовме и во твоево родно место, во селово Трооло. Ти си еден од жителите кои што живеат во ова место. Вака да ни кажеш за селово, колку куќи има селово, колку жители има селово, кој му се соседни села и како живее селово? Селото малко е... Има 40 куќи тука. Па едно... 20 души има тука. Тука сме. Малко е добар животот, не е лошо. Кој ќе, например, чува говеда или овци или шо било, кози или нешто друго, ќе малку ќе вивне. И сега си овдека во селото? Ту селото Трооло сум. Што работиш ако? Што живееш? Од стока. Чувам говеда на 50-60 вари. Чувам. Јас сега само идам на телиња. Музам као за мене, као за јадење. Да јадам ја. И сирен си направам за мене. А да онодам, нема дека да го носиме да го пласирам. Колку телиња имаш сега ова година? Ба, имам едно 3-40 телиња за... Продаваја за оно, доваја, чуваме ги. Доаѓаат, ги бара некој да купува? Довајат шиптарите. Рече дека имаш 50 грла говеда, ами тие сака да се напасат. Кај ги носиш на пасење? Сам ги пасиш? Сам ги пасам, сам. Коле дека вај. Така? Качир. Така? Качир, коле. Тамо ка таа паша пасат. Овде со кого живееш? Сам ги работиш? Со жена ми и децата тука рече помагат. Така. 20 синови имам. Помагат ми они. Може ли да се живее од сточарство во селово Трооло? Шо велиш? Може да се живее, само што ти ви кажати убаво, само да имаш земјоделие. Вака едно, вика старите на мобето нема крај, така? Нема. Тука ајде да отидеме да видиме ни селово, што има друго како живеат други селаници. Може да отидеме вака заедно? Може. Е така, ајде ти напред, јас по тебе. Ајде, иди намо, ајде намо, одаде ќе, намо тебе. Добар ден, домаќинке! Добар ден. Што правиш, Арна си ви? Арна су. Здраво живо! Здраво живо. Еве, дојдовме и во твоево село, во селово Трооло. Како си ви иначе вака? Добар су. Што поработуваш вака? Па дома работам. А што тоа? Па перам ги, месам и леп, готвам. Па тоа работам. Иначе здравето ти служи? Маре. Здравје немаме многу сега. Што години ги направи вака? Па 43-та се година. Значи некаде околу 60? 65. Рече дека не пара ти служи здравјето. Кај одиш вака на лекар? Пробиштив. Пробиштив, бе? Со што одиш до таму? Кола имаме, носат ми. Ако немаме кола, па викнеме такси. Так. Оде ми кажеш, кој ти се комши за лошо зарно овдека? Околу куќева твоја? Абе, комши тука нема, они имаше ми спобегаси. Едни умреа. Тука само една куќа е Борис, кој е лик. Аха. И кој ќе се видиш вака што си му ветите? И по ако доаѓа, ќе се ме обетеме, ако не, нема, сама. А што тоа, ова? Што си правите мовет вака кој ќе пиете кафе, да речеме? Кафе, слабо уживам. Па те тоа си избораме, водичка да си донесеме, јадење, шо си направиме, тоа. Може вака да ми кажеш како започнува твоето работно утро секој ден? Кога како започнува? Од сабајле, како почнуваме работа? Како? Па станеме од сон и одма со стоката се расправаме. Од прилика која време стануваш? Па кога 5, кога 4, кога 6. Така и до кога? Почнеме, па додека има работа, мора да се заврши таа. Се, а ми навечерот кој ќе се стивни вака со домаќинот твој, што си му обедиш да речеме вака едно? Со скол. Со домаќинот твој? Со домаќинот. Па бржувам го дека ги пасе говедата. Шо работаш, докара ги, брзуваме, погодаме ги, па вечераме и поседеме малку, гледаме телевизија и си легнуваме. Рече дека дома мора да се сработи се, така? Па мора. Ами вака да ми кажеш,
Брашно от каде, сол от каде, пипер от каде. Имате ли продавница во село? Нема продавници. Нема. Нема. И? И па, ако купиме од пазара, ќе пиеме сок или бело, што да било. Напаса кај одиш? Ја не одам децата до нас. Така, каде, ама каде? Пробиштип. Пробиштип. Шта е потешко да се работи во полето или дома? Дека е потешко. Потешко. И полето е тешко и овде. И дома тешко, е? Дома е тешко. Кога беше поранен животот? Кога беше на мојата младост или сегашниот? Тога и беше пубаво. Пубава? Пубаво беше, сега годините, ајде, не можеш да поставиш работи. Како стасуваш се, да речеме, има треба и дома и се сготви, да се бавча и да се одиш со па те така ќе одиш, ќе работиш, додека да стасиш, направиш ручоко, вода да донесеш и такви работи има се. Вода за пиење имате во село? Имаме. Имате? Чешме. Стасува вака? Таа си тече нов топ, ама само далеко не на нас. Ти од кај си роду? Од Цуриќ. Си била тамо во селото? Си била. Кај е порно, тамо или овде? За мало си дело, и там и тука. Така. Слушај вака едно, бркај си работата. Оди на дом, мајке да му спремиш ручек, оди го ќе дојди после од кај истоката, тежок, ќе биде уморен, ќе бара, оќе го пове ручек, така? Така е. Ајде, биди поздравена, па пај ќе се видиме, така? Так, ајде, поздрави пријатно. Ета. Добро. Јас сум Стојано Горан, од село Трооло, роден тука живеам, регистриран земјоделец, имаме механизација. Рече дека имаш твоја механизација, колку трактори? Имам 5 трактора, тракторбања, 2 балирачки, приколици, приклучна механизација, се. Колку е вредноста од прилика вака? Па има околу 50.000 евра. Имам земано околу 35 хектара од приватни лица, плаќам по 350 денара. Оваа механизација само е за тоа. Рече дека по колку ја плаќаш киријата за најден? Киријата на тие приватните лица што е земана под договор по 350 денара. Се наоѓаме во едно од најголемите фризерски студија во Пробиштивско во селото Троол. Овдека го нема студиото на Дадар, овде го нема студиото на Леонтич, овдека е студиото на Владо Владимиров, еден од селото Трооло, еден од најпознатите стрижачи на овци. Добар ден, Аилија, работа домајчине. Фала, Господ здравје нека дава. И тебе дете го здравје. Како си ми? Арен си ми? Добар сам. Те денеска почнаме да стрижеме, па ќе видиме дали ќе стрижеме или ќе оставиме и за утре. Вака да ми кажеш, колку да се имаш овци острижено вака? Па највеќе имamo стрижено неколку 40 до 50 овци, повеќе не можам, разбираш ли, толку ми е капацитет. Колку имаш ти вака колку број стадо? Па стадото не е број околу 200 и нешто. 200 овци, а? Да. Колку јагрина изваде, што им направи на јагрината, ги продаде по која цена? Јагнината оваа година ги продадов по 110 денари и по 120 денара. Многу ефтина цената. Колку имаше? Па неден околу 150. И колку пари зеде? Па сега математиката баш не иде на брзина, ама Од прилike вака. па има нешто и не е се продадено, разбираш ли. Пола е продадено, пола не е продадено. Колку јагрина продаде вака? Неден околу 100 јагнини е продадено. А колку имаш останато? Има още 70 останато што не се продадени. Так, види ова да ми Нешто кажеш, имам за приплут оставено и така. лесно ли да се биде овчар, шо велиш? Најтешка работа у животот. Да се знае ова никад не мало да почне. Меѓутоа, ти го работиш. Работам од нема и каде. Работа нема. Работиш некаде порано? Работам во фабрика за акумулатори, имав принуден камион, работа од нема и така да мора да дојдам на оваа работа. Може да направиш една рачуница колку пари да речеме вложи за храна, за овие овци, за овие јагнина? За овие овци не имам вложено не околу 20 тона жито. Така? Ячмен, да. Концентрат? Концентрат и тие работи толку не идам на тоа, ако дадам и концентрат, само гуната нема стане на мене. Све ќе отиде у... Може ли да ни кажеш колку просечно млеко дава една овца? Просечно дава не 400 до 500 грама. Така, на едно молзење. На двете музиња, Так, од 250 до 300 грама. На млекото што му правиш?
И аз да ти кажам право, много не ги музнам, идам на тая технология млеко да музнам повече, идам на ягне, така да много по-малко млеко музнам. Не, до 2 тона най-вече млеко музнам повече не. За овие овци што ги имаш, потребно е овчари. Сам ги пасиш или како? Сам ги пасам, сам ги ранам, сам ги гледам, sve сам тој старците покрај мене. И жената тоа е се. Оно деца се наскупи. Овие салоно што го имаш, овие фризери за овциве, колкумина се денеска, колку време ти се на обука? Ја не знам сега колку се време на овде се стари стрижачи, така да секој како знае нема стара традиција. Секој на помош. Кој како знае и колку може толку стрижи. Ако те викне некој да договориш за стрижање, одиш? Ода, например, исполниш некај пријател, иначе онака немам време за тоа што ме секој ден при опции, секој ден. Немам еден ден слободен. Колку број члена твоето семејство и вака да ми кажеш како да го снакрај сака се во животот? Моето семејство се состои од 4 члена. Така да деца се малку и на години од 20 до 23 години, така да тешко се излева. Ученик имам настрана студент. Едното е дома, не е моментално на работа, така тешко излева. Рішенето може да биде зависи од мајсторот. Може да биде 5-8 минути. Тука некаде просечно. Колку можеш ти да рече вака да истрижиш овци денеска колика? Денеска 30 до 40 зависи од расположението. Има ли некој адет и обичај кога се стрижат овци? Па обичај имат после стрижењето се замиват ножиците во вода, со зелена трава се попрскуваат, ги пуштаме, се попрскуваат со таа истата вода и одат малку на паша и се враќат пак на одмор. Не и даваме многу да јадат, пошто се они гладни, така да не дојде до некој дефект на некоја овца. Што години имаш ти? Јас сум роден 40 година, тоа е 69 години веќе. Ти ти како си? Исто. Исто, а? Кој сте порни стрижачи, ти или... Едно. Едно, а? Некаде. Генерација. Так. Ти денеска колку острижи? Не сум ги бил 40-50 тука. Тука, а? Так. И како е животот само сало овдека? Многу убав. Само јаде, работи и трпи. Колку мина станате Не само сум тука, јас одлезувам. Одлезува си? Вака да ми кажеш. Ko zna to, ne Так, sam так. Кај е порен животот, Лесо или овде? Isto je. Исто е, а? Исто е. Ти што поработуваш вака? Ovdje ću onda, ne? Колку имаш ти? Малко има 36. 36, Pa а? sam su doma. Ага. Dето na raba tamo, pjevaš i kuće. И задоволен си од Ne, od penzije do dosada. Samo penzijeta. Neka dao penziječka. Так. Че добро што добро. Ова лани со волната ми остана непродадена. Еве и оваа година ја стрижиме и ја оставаме одека, сега треба дека да ја ставам, нема дека да ја ставам, нема кој знае какви услови, така да не знаеме што да ја правиме. Најверојатно ќе биде изнасајни и палење. Колку волна дава една овца и колку килограми волна немаш продадена? Па од лани едно 700 до 800 кила сигурно нема продадено и оваа година не сум гледам, слушам дека ниде нема откуп. Не е барат воопшто. Не е барат воопшто. По која цена е отприлика да речеме? Пред 2-3 години беше 20 динара едно кило волна. Ова година лани нешто зборе дали за 5 динара е продавале, не знам какво е било, што е било, главно кај нас нема откупи и така стоја. Значи, ако не откупат... Ако не откупат, ќе изнасаме и ќе ја палиме у ѓубре, што да ја правиме друго? Може ли да се живее од овчарството овдека во ова село, во село Трооло? Да ви кажам право, многу тешка работа е ова. Ова ако ставиш сите трошкове, све живо да покриеш, тоа е макотрпна работа. Сам човек тешко може да издржи, треба стварно да си психички и физички способен за да издржиш оваа работа. Иначе еден само е сак како жив да си, иначе да печалиш кој знае колку не. Значи, една живеачка може да се извади? Една живеачка може, али испод 200 овци да не си доле. А ако си со 100 и со 100-230 овци, ништо работа. Боле фрли и бега негде. Тука вака едно, баркај си работала, па види вака едно, ајбелке, јас кога ќе запатам една 2-3 овци, или да дојам до кај тебе да сраучам ми за стрижање, ќе може? Може, секако да може. Так. Добар ден, бабичке, што правиш? Те, Што живо? здраво жив. Арна си ми? Ларна съм. Што правиш иначе вака? Епе,
Така со стока се мучиме со совците, јагниња помагам на сино, а ја не сам кадар за ништо. Що години имаш вака? 75 години. 75 години, а? Аха. Ти служиш работа вака? Трпам се полека с лекови и така служим. Так, рече дека се занимаваш со, имаш овци, со свинти, така? Аха. Еве овде ке гледаме, ова е волна, така? Каква е ова волна сега? Прана, не прана, каква е? Не прана. Така, е? Не. И што треба да се направи за да дојде до... Треба да се попари, па да се изплави, па да се завлачи, изчешла, па се завлачи и да дојде до предење. Вака сега, од кило непрана колку излегува, да речеме, прана волна? По 3 киловите 1 кило искача. 1 кило, а? И Па да учеде, попариш, да се изчешла, се завлачи. колку пари ове ви зема за влачење? Не, само давно влачила 50 динара беше, ама тој може има 5 години, 6 Так, какво так, влачи. так. Што велиш порано, од волнава се плете и чорапи, се плае панели, јамболи. Јамболи, тилими, се ткаеш и се предеш, ама сега зарежава младите не знаат да предат и да ткаят. Нема ни разбои, нема ништо. Нема, ти сврли не разбои. Тешко ли да се ткае, што велиш? Не е тешко. Така, Не е тешко и да се преди, и да се ткае, и да се плете. Колку јамболи вака имаш до сега искајано вака, кој беше помлада да Па рече? имам 3-40 стана. И што си да ги даде? Не, па на синове, на ќерки. Ние се Так. покриваме, постиламе. Колку чела имаш, деца имаш ти? 5. 5, а? Пет. И кај се тие? Ќерките са ми женети. Така? Една у Соколарци, една у Кратово, една е та у Швајцарија. Так, и доаѓа, колку нучини имаш? Унучиња. Десетина имаш, а? Па имам. И доаѓа вака да те види понекогаш? Па доваѓа, како не доваѓа. Те тука една унука имам, Аха. еден студира унук, оние са по пробишти. Едни Сега доби внучинава, знае некој да приеди да... Не, а? не. Так, так, Не знае. так. Имам си и пара унука. А, так. Иначе, кај е полесно да се живее која работа е полесна, во полето или дома? Што вели? Кој како се научил ти кај? Аха. Кој си жњал едно време и там е било арно, жњало се и копало се, поминало времето. Па дома, младите, а старите за нигде не са више. Туку вака сега, оди ти кај овците таму, гледа ги помлади како работат, да ја заврши работа како што треба, така? Сака да викаме да стрижат, да ги острижат, ако останат за утре, па кој ќе ги стриже? Еве, чудам ја да им помогнам да се научиме да работат, ќе може? Оди, ти ги стрижеш. Оди напред, ја по тебе, док и ќе фата ми некој може да што велиш, а? Ајде да видиш. Така.